Пред малку имав средба со амбасадорот Клемен Скоја, кој е шеф на мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија. Тема на разговорот беа изборите и процесот кој треба да започне, во кој и ОПСЕ како организација ќе има своја значајна улога. Мојата главна заложба му ја спомнав, таа ја чувте и вчера на завршување на лидерската средба помеѓу Заев и Мицковски, дека изборите мора да бидат кристално чисти и за тоа треба да се заложат сите актери кои учествуваат во изборниот процес. Се разбира, одговорноста на власта и на институциите на власта е поголема, но се разбира зависи и од однесувањето на секој единечен учесник и на секој единечен гласач во изборите. Од негова страна ми беше најавено дека наскоро ќе биде димензионирана мисијата според потребите кои ние како држава ќе ги искажеме. Очекувањата се дека бројката на монитори ќе биде слична како на претходните неколку изборни циклуси, значи некаде околу 300 луѓе, меѓутоа за тоа допрва треба да се донесе одлука во централата на ОПСЕ во Виена и за тоа се разбира ние ќе дадеме и согласност и претходно барање. Значи ништо нема да се одлучува без нас. Наша заложба е, зборувам сега во име на владеачката структура, да има што е можно повеќе монитори, особено од граѓанскиот сектор, затоа што навистина на овие избори сакаме да покажеме дека далечно минато треба да бидат времињата кога се даваа гласови на нерегуларен начин и конечно на крајот на изборниот процес да имаме победник кој ќе биде признаен од сите учесници во процесот и со кој понатаму тој победник ќе треба да соработува на дневна основа. Може ли надвор од ова што го зборувавте, бидејќи се крена многу прашина околу следењето на странски служби, дали МВР ве повика на разговор, имате ли некаква информација во однос на вашата кривична пријава? Таа работа што се однесува до мене е завршена. Пред 2-3 дена јас поднесов пријава на записник во СВР Скопје и сега целата работа е во рацете на професионалците во тоа министерство. Немам ништо поново, но мислам дека ќе помине сепак известен период дека разбереме нешто повеќе, бидејќи сепак се работи за комплексна истрага. Тие си знаат како треба понатаму да ја водат. Моја граѓанска должност беше тоа да го пријавам и понатаму навистина немам намера да коментирам. Јас го кажав тоа што го имав за тој ден и за последните две ситуации во кои бев сликан додека се движам низ градот и навистина мислам дека треба сега да го ставиме во рацете на надлежните институции кои тоа треба да го. Не би сакал да го коментирам понатаму. Мислам дека е најкоректно за да не им ставам дополнителен притисок на институциите кои тоа треба да го одработат. Тие да се тераат својата работа без дополнителен притисок од човек кој пријавил таков настан. Значи очекувам тие да информираат и мене и јавноста во догледен период што откриле. Дали во изминатиот период, овие неколку денови од како пријавивте, има нешто сомнително? Не сум приметил ништо, ако имало ќе го пријавив и тоа, меѓутоа не сум приметил ништо. Да. Знаеш како, тоа е едно непријатно чувство, меѓутоа тоа не е безбедносна закана. Дека се плашам за мојот интегритет. Ја имам полна верба во институциите и мислам дека не само јас, било кој граѓанин на оваа земја е безбеден, само што тоа беше непријатно тој аспект. Знаеш дека одиш низ градот и некој те слика без потреба, но тоа не е безбедносна закана за мојот интегритет секако. Силјановска, што мислите дали е тоа кандидат може да се стави на вас или да биде подобар од вас? Што би отделиле дека Силјановска е подобар од вас? Дали постои нешто така? Па јас би го оставил тоа што имам да кажам за Силјановска и за Блери Мрека, бидејќи тој е кандидат во изборна трка од први натаму. Во изборната кампања не би сакал претходно да кажам што мислам за останатите мои уважени против кандидати. Очекувате ли коректна кампања од вашите противници? Па сакам да бидам оптимист. Сакам да се надевам дека тоа ќе биде така, бидејќи од моја страна ќе биде апсолутно така, нема да има ниту еден обид за валкана кампања или за дискредитација на нив како луѓе, како професори, како интелектуалци. Мислам дека ќе биде добро.